ово последно издание на утринската програма за оваа недела и секако за овој месец септември ќе разговараме на интересна тема околу јавната дебата за градење на локални капацитети за креирање на младински политики која што беше одржана вчера во општина Чашка. Токму за ова подетално ќе не информираат реализаторите Кристијан Бошков и Горана Андонова. Добро утро и за двајцата и добро ни дојдовте во утринската програма на К1. Јас најпрво ќе го започнам разговорот со Горана. Вчера се одржа дебатата, како што кажав и во најавата. Ајде малку поопширно да ги запознаеме гледачите во врска со овој проект. Овака, проектот градење на локални капацитети за креирање младински политики е финансиран од Европската унија. Главна цел на овој проект е да се вклучат младите во процесот на одлучување и развој на механизми за поставување на долгорочен развој и имплементација на младинските политики на локално ниво. Кои се целните групи на проектот? Целните групи на проектот се младите, невладените организации и вработените во локалната самоуправа. Кои се имплементатори на овој проект? Имплементатори е Фондација Евроцентар, Старо Нагоричане и предприемачки сервис за млади Скопје. Кога е започнат овој проект, треба да се каже, и колку е време траењето на сето ова? Овој проект е започнат во месец ноември 2015 година, ќе трае до месец мај 2017 година. Така. Имате ли работено на некои вакви слични проекти како што е овој? Па ние претежно работиме на проекти кои се финансирани од Европската унија и се занимаваме со проблемите на младите, зборуваме на тема на млади, често ги решаваме. Така. Се обидуваме да ги решаваме. Што е она што младите најмногу се жалат? Кои се нивните најчести проблеми? Еве, вашето искуство, верувам, веќе сте запознаени со тоа. Младите најчесто, во руралните средини се жалат, немаат место за забава, немаат место каде можат да се собираат, не се доволно информирани за нивните права и како активно да се вклучат во креирањето на политики на локално ниво. Да ги постигнат своите цели преку општината. Така, како вие како организација им помагате на сите овие млади кои што кажавте и самите дека не се доволно информирани за сите оние работи? Како дел од активностите на проектот беше формирана истражувачка студија, беше спроведено истражување во целните општини, односно во општините Чашка, Старо Нагоричане и Пробиштип, која работеше на тематика на утврдување на проблемите на младите луѓе. Целта на истражувањето беше да се утврдат проблемите и тие да се вметнат во истражувачката студија заедно со препораќите како да се решат тие проблеми. Така. Како се снаоѓаат младите у сите овие работи? Па можам да кажам дека има голема заинтересираност. Дали сите овие проекти кои што ги правите ви им помагаат доволно за доволно да се информираат? Има голема заинтересираност. Нашите дебати, нашите обуки се посетени и се обидуваме да ја подигнеме свеста на младите дека можат да постигнат нешто преку овие проекти. Така. На кој начин вие ги добивате јасните слики за состојбите на трите општини што го спроведувате овој проект? Истражувањето што беше спроведено, што е како дел од активностите на проектот, статистичките податоци се извадени од Државниот завод за статистика, тие се официјални статистички податоци, инаку работиме на терен и сите податоци се собрани директно преку разговор со сите учесници во овој проект. Така. Горана, јас тебе би те прашала, овој проект го работите на 3 општини, како што кажа. Има ли разлика помеѓу сите овие 3 општини, колку кај младите
дали има некоја минимална, еве барем, разлика според нивните размислувања? Да, според нивните размислувања има, еве пример во Пробиштип, најмногу што им фали, пошто Пробиштип е поспортски град, као им фалат спортски патеки или некои игралишта. Пробиштип е познат и по одбојката. Да, додека во Старо Нагоричане им фали место за собир. Пример, тие се собираат на сред село само, немаат кафичи, немаат такви ствари, значи тоа е разликата. Што велат вашите информации досега, како стојат работите во овие 3 рурални општини? Поточно, кои се резултатите од студиите кои што ги имате вие спроведено? Резултатите од истражувањето ги поделивме во 3 групи, значи ги поделивме според општините. Во општина Пробиштип постојат основни и средни училишта, значи постојат места за забава. Во Пробиштип има аквапарк, има места каде што младите можат да се собираат. Во склоп на општината функционираат повеќе граѓански организации. Меѓутоа, младите не земаат активно учество, не се доволно информирани и има заинтересираност за обуќите, меѓутоа тоа е мала заинтересираност. Треба да се подигне нивото на свесност кај младите дека можат да постигнат нешто преку учество во креирањето на младински политики. Ето, вие не знам колку време сте во овој проект вклучени? Дали вашето искуство би кажало дека сите овие проекти кои што ги работите би биле доволни за да се информираат младите? Па ние правиме се за да ги информираме младите. Овој проект, како што кажав, е започнат од месец ноември, меѓутоа сме имале соработка со општините подолго време. Со овие 3 општини, така? Со овие 3 општини и реално ги знаеме ситуациите што се таму. Зошто ги одбравте токму овие 3 општини? Дали овој проект би се расширил низ повеќе градови, низ повеќе места низ нашава земја? Значи проектот има целни општини, овие се земени како целни општини, бидејќи се наоѓаат во источниот регион и се рурални општини. И така. Во склоп на истражувањата колку луѓе беа вклучени, колку граѓански организации, колку представници во општините? Во текот на истражувањето беа вклучени некаде околу 200 млади луѓе. 200 млади луѓе, членови од граѓански организации од околу 30 на граѓански организации и 50 на вработени во општините кои работат токму на делот на креирање на младински политики. Што мислиш ти, дали овој број кој што го кажавте е доволен за овој проект да биде успешна сработа? Да. Така. Кои се сите активности на проектот? Ке ни ги објасните? Активности на проектот, значи како што кажав, беше спроведена истражувачка студија на локално ниво. Така. Беше одржана тренинг програма во месец јуни во етно село Старо Нагоричане. Се одржаа 3 јавни дебати. Значи се одржа јавна дебата на 14 септември во Пробиштип, на 22 септември во Старо Нагоричане и вчера на 29 септември во општина Чашка. Како наредни активности се дефинирањето и пилотирањето на 6 предлог мерки кои произлегоа од дебатите. Што означуваат овие? Значи ќе има по 2 мерки во секоја општина и мерките ќе бидат насочени на подобрување на состојбите на младите. Ќе се реализираат преку граѓанските организации кои работат во овие општини. Така. Потоа, како наредна активност, се формирање на 3 форуми. Така. Форумите ќе треба да бидат составени од млади луѓе, од член... Има некоја годишна возраст, некоја гранична годишна? Па гранична возраст, млади луѓе, нема точна гранична возраст, меѓутоа... Дали има врска, дали се вработени, од која националност се, има ли врска? Нема никаква врска, битно е да земат учество и да бидат заинтересирани. Значи, 3 форуми составени од млади луѓе, представници од општините и представници од граѓанските организации. И за крај во месец мај е планирана завршна конференција која ќе се одржи во општина Пробиштип со цел да ги промовираме резултатите од проектот.
Какви се очекувањата, какви резултати очекувате? Очекуваме позитивни резултати, дека нешто сме постигнале, дека сме ја подигнале свеста кај младите и дека младите ќе продолжат да земаат активно учество во сите проекти што ги засегаат. Така. Покрај овој проект кој што ни го објаснивте ти, Горана, следува ли во вашата организација некој целеден проект, еве ако не оваа година, наредната година? Сега моментално, значи покрај овој проект што се реализира во моментот, има уште еден, заедно за успех, млади предприемачи за движечка сила за добри меѓуетнички односи. Так, значи овој проект означува овој проект? Целта е да се подобрат меѓуетничките односи. Значи овој проект се во соработка со повеќе општини, вклучувајќи ги Аеродром, Кисела вода, Гази Баба. Значи ова се сосама други општини во Скопје? Не, тука се вклучени исто Чашка, Пробиштип, Старо Нагоричане, плюс Теарце, тие се во главно. Куманово. И Куманово, да. Така? Значи, сега за овој проект во скоро време на 29 ноември, мислам, ќе има обука во Берово. Така. Тоа е во моментот. Така, што предвидува оваа обука? Не се моментално дефинирани уште конкретните теми за обуката. Така. За сега толку имате да ми кажете во врска со овој проект што ни беше и главна тема во денешното издание. Битно е да се напомене дека наредната недела ќе има повик за доделување на грантови. Така, тоа е исто. На локални граѓански организации во целните општини. Ќе бидат кои млади луѓе имаат право на учество на овој повик? На овој повик право на учество имаат исклучиво граѓанските организации. Преку нив ќе треба да се пилотираат по 2 мерки во секоја општина. Така. А повикот ќе биде објавен на нашата веб страна и на веб страната на Yes Network и се надеваме дека ќе има заинтересираност. Какви се очекувањата? Очекувате ли голема заинтересираност? Очекувањата се од состаноците, од дебатите, има луѓе што се заинтересирани, представници од граѓанските организации што сигурно ќе учествуваат на овој повик. Така. И за крај би ве прашала, еве, која е вашата порака да сите оние млади кои што се уште не се информирани за овој проект? Да се ангажираат повеќе во младинските политики, значи да се информираат секојдневно. Кои се придобивките од овие младински проекти? Значи ова е за нив. Пример сега со грантовите, пак ќе се вратам на проектот, ќе добијат што им фали на нив. Значи затоа се одржа и дебатата и сите работи да им кажат што им фали, бидејќи може да придонесеме, да им помогнеме на нив. Така. Дали преку овие дебати кои што ги кажате, Горана, сите оние жалби кои што ги примате, се она што и им треба, успешно ќе бидат реализирани нивните желби? Не може сега се, бидејќи не си многу големи грантовите, али дел може да се оствари. Значи, пример, некои ситници може да се остварат, да се реализираат. Така. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте дел од утринската програма на К1. Ви посакувам многу успешни проекти понатаму, па се гледаме во нека наредна прилика. Благодарам.